Денеска беше и повикан и 13-тиот состанок на штабот за спасување на општите кавалаци. Некои посебни заклучоци и мерки не беа донесени. Единствено како заклучок е донесено дека во делот на дезинфекцијата која што ја врши општите кавалаци во приватните објекти, во делот на угостителството и на продажбата на храна, да угостителите од денеска си ја преземат таа обврска по цело да се почитуваат самите, односно дезинфекцијата и препораките по однос на COVID-19 ги практикуваат веќе сами. Целта ја постигнавме со тоа што ние укажавме да се подигни свеста, покажавме како се врши правилна дезинфекција. Мислам дека сега можат и сами да го прават тоа во добра насока. Општина Кавалаци во делот на јавните површини 2 пати неделно ќе прави дезинфекција, ќе укажува и ќе препорачува на дистанца, на носење на заштитна маска. Во делот на градскиот пазар, кој што е директно под наша надлежност, ќе гледаме да гужвата биде во помално ниво, да без маски не се пушта на градскиот пазар, на оние сите директни наши институции или јавни објекти со кои што располага. Останува апелот да го кажеме и порачаме и денеска и до помладата популација, меѓутоа и до целокупното население на општина Кавадаци, да се строго практикуваат и придржуваат кон мерките од COVID-19. Носите заштитна маска, не е воопшто тешко, не е срамно, напротив е корисно да заштитиме едни од други. Дружбите кои што се дружат помладите и повозрастните да бидат ограничени, да бидат со дистанца. Мислам дека од последниот повик дека тоа веќе е редуцирано и е на повисоко ниво од делот на свеста. И нормално сакам да укажам дека најбитниот момент од она што го гледаме и дискутираме со стручните лица не е само бројка како бројка, да гледаме 14, 10, 11 заболени од COVID-19. Ова е сериозен вирус со тоа што не знаеме што може да придонесе и понатака и кај самите луѓе. Не сакам јас да навлегувам во медицински цели, меѓутоа со оглед на она што го гледаме од медиумите, дека еднаш излечен пациент добива повторно позитивен ковид тест, тоа ни дава за право да бидеме загрижени, дека еднаш внесен ваков вирус во организмот може да оде и во понатамошни насоки, односно во понатамошниот живот, каде што може да придонеси поголеми компликации. Така да апелот е немој да дозволите овој вирус да го имате во себе, или ако имате во себе, немој да дозволите да го пренесете на друг. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.